أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهن وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Денеска со Аллахова дозвола продолжуваме со 49-тиот ает од возвишеното суратул Бакара, во кој ает возвишениот Аллах Азза ва Џел ни кажви уште една многу или уште еден многу битен благодет кој им го подари на Бену Исраил. И те е она историски благодет што и спаси од проклетиот фараон. Па велит возвишениот Аллах Азза ва Џел во овој курански ает: وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Велит Аллах Азза ва Џел: и кога ве спасивме од фараонот и неговата војска и неговите следбеници, кои ве казнуваа со сурова казна. А која е таа сурова казна? Машките деца ви ги колеа, значи ви ги убиваа машките деца, а женските во живот ги оставаа. Тоа ви беше големо искушение од Господарот ваш. Велит Ибн Каthир рахимахуллах: сетете се о синови Исраилови. Значи тоа е говор кон Бену Исраил, но во е нова случка е за ние да земаме поука од неа. Па велит: сетете се о синови Исраилови на мојата благодет кон вас, кога ве спасив од фараонот и неговите следбеници, кои ви нанесуваа најтешки страдања. Значи ве избавив, ве ослободив од нивни раце заедно со Муса алейхи салам. Себебот беше кој? Причината беше Муса алейхи салату ва салам заедно со Аллаховата вера. Тие ве изложува на најтешки маки, ве понижува и ви нанесува најголеми страдања. Причината за ове страдање на Бену Исраил, за ове убивање на мошките деца, веле е тоа што проклетиот фараон видел во сон за него страшен сон, видел оган што излегува од Бейтул Макдис, од Шам, и се проширил во сите домови на коптите во Египет. Значи излегол оган од Бейтул Макдис и овија оган се проширил во све која една куќа од коптите, освен во куќите на Бену Исраил. Не зафатил тој оган ниту една куќа од Бену Исраил. Значењето на овија сон било дека неговото царство, царството на фараонот, ќе биде уништено од човек, од потомството на Бену Исраил. Исто така се преносви дека некој меѓу неговите советници разбрал или се сумило измеѓу ними дека меѓу Бену Исраил ќе се појави човек преку кого тие ќе стегнат власт и возвишеност. Бену Исраил. Што значи фараонот, тој тиранин и неговата војска ќе бидат уништени, а на власт ќе дојде Бену Исраил со себе на тој човек. Тогаш фараонот проклет да е, наредил да се убива секое машко дете што ќе се роди кај синовите Исраилови, а да оставаат во живот женските деца. Зошто прво да оставаат женските деца?
пошто се знаат и што од порано, дури и во времето на фараонот или во џахилијет, се знаат дека жена немој да дојде да владајте. Жена не е за владење. Колку сакаш да му даваш функции, жена не е за владење. И тие го знаелете, ова е прво. Второ, сакале да ја понижат што појче на Бену Исраил, со теа што ќе ја понижат нивните черки. Исто така фараонот наредил Бену Исраил да бидат користени за најтешките и најпонижувачките работи, како што е служење, чистење, градење, готвење и слични овие работи што тие самите не сакале да ги извршуваат. Значи Бену Исраил од сите страни биле понижени. Но кога фараонот решил да ги убива сите машки деца, тогаш неговиот меџлис, неговиот совет му рекле, ако го сториш тоа, ако ги убиеш сите нивни машки деца, тогаш ќе снема работна снага. Значи немат кој да ја работат оние работи кои работаат Бену Исраил, а кои тие самите не сакаат да ја работаат. Тогаш овој тиранин фараонот дошел со друга одлука, а тоа е 1 година да ги убива тие мошки деца, а 1 година да и остава намира. Со ова работа, прво, работната сила нема да му исчезни, и второ, ќе се навалат бројот на Бену Исраил, од кој број се плашеше фараонот. Но Аллаховата одлука никој немој да ја спречи и никој немој да ја замени. Името фараон, браќа, како фараон, го користет за секој еден невернички владетел кој владел со Египет. И овја беше посебен фараон кој живел во времето на Муса алейхиселам. И свекој кој имат владеено со Египет и е биден невернички владар, го викаат фараон. Како што го викаат Кајсар или Цезар, свекој владетел на римјаните и Шам, Кисра за владетелите на Персија, Тубба за владетелите за Јемен и Хабеше и викале владетелите на Абесинија, Етиопија. Значи, тоа се титули кои имале, на свекој место имале посебна титула. Вели Ибн Кесир рахимахуллах, се вели дека името на фараонот, кој живеел во времето на Муса алейхиселам, се викал Ел-Валид ибн Мусаб ибн Ар-Рајјан, а неговиот прекар бил Ебул Мурра или Ебу Мурра. По потекло бил персиец од Истахар, ове место во Персија. Потеклото му иде точно до Нух алейхиселам, од синовите на Нух алейхиссалату вассалам. Но вели Ибн Кесир рахимахуллах на крај, како и да се викат, нека е врз него Аллаховото проклетство. Во зборовите на Аллах азза ва џел и кога ве спасихме од фараонот и неговите следбеници, возвишениот Аллах азза ва џел овде го припиши спасот директно на себе си, кога ве спасихме. Значи, кога Аллах азза ва џел и спаси на Бену Исраил од фараонот, зашто вистинското избавување и вистинскиот спас иде само од возвишениот Аллах азза ва џел. Како што велит Аллах субханаhu ва таала, "Кулиллаху юнаджикум минха ва мин кулли карбин thumma антум тушрикун." Кажи им, о Аллахов пратениче на мушриците, Аллах од страхотиите и од секоја неволја ви избавува. Аллах азза ва џел е оној кој ви истават од секоја неволја и од секои проблеми. Но вие сепак му припишувате здруженици и рамни на возвишениот Аллах азза ва џел. И колку има слични денеска, возвишениот Аллах азза ва џел колку луѓе испасви од неволји, од разни проблеми, но на крај пак не му е заблагодарен на возвишениот Аллах азза ва џел. Пак не му чинити бадет како што заслужит или како што му доликви на возвишениот Аллах субханаху ва таала. Затоа секој еден човек која ќе запанит во неволја или тешкотија, треба да знае дека патот до спасот е само враќање ке возвишениот Аллах азза ва џел, искрено обраќање, истрајност во ибадет и цврсто верување во возвишениот Аллах азза ва џел. Како што вели Мухаммед саллаллаху алейхи ве селлем, "Ихфазиллаха яхфазка",
Чувај го на Аллах и Аллах ќе те чува тебе. Како чувај го на Аллах? Ове често го спомнеме, значи чувај ги Аллаховите граници. Чувај ги Аллаховите прописи, па и Аллах азза ва джелле ќе те чува тебе. Та'аррaf илейхи фир рахаи јa'рифке фи шидде. Зној за Аллах азза ва джел кога ќе ти јубо. Зној за Аллах азза ва джел. Сети се на Аллах азза ва джел кога ќе си во благосостојба. Па и Аллах азза ва джелле ќе зној за тебе кога ќе ти е тешко. После ова опишување, бречен, оваа сурова казна, возвишениот Аллах азза ва джелле го спомнува и нивниот спас. Па вели субханаху ва та'ала во 50-тиот ајет: وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. И кога поради вас морето го раздвоивме па ве спасивме, а фараонот и неговата војска пред вашите очи ги потопивме. Ове значи дека откако возвишениот Аллах азза ва джел ги избави на Бену Исраил од фараонот и неговото семејство или неговата војска, тие излегое по наредба од Аллах азза ва джел заедно со Муса алейхи салату ва селам да излезат од Египет. Тогаш фараонот слушнал за нив и тргнал во потера по нив. Во тие моменти возвишениот Аллах азза ва джелле го раздвои морето поради нив, начело со Муса алейхи салату ва селам. Па ве спасивме, значи ве избавивме целосно и ве одвоивме од нив комплетно, а нив ги потопивме. Значи Аллах азза ва джелле го удави на фараонот заедно со неговата војска, додека тие гледале со своји очи. И ове е исто така радост и лек за сорцата на верниците. Кога ќе гледаш еден тиранин, зулумчар, кој им прави зулум на муслиманиве, па кога го гледаш неговото убиство и убиството на нивната војска, тие иште на дуњалуков лек за сорцата на верниците. Велите Амр бин Мејмун се преносит он него дека рекол: кога Муса алейхи салам го изведе народот негов на Бену Исраил од Египет, таа вест стигна до фараонот и рече: не тргнувајте по нив се додека не запеат петлите, првите петли. Но таа ноќ ниту еден петел не запеал се додека не осамна, све до сабајле. Потоа фараонот наредил да се заколите на овца и рекол, ова едно неговата тиранија и неговиот зулум и охолост, рекол да не го доврша јадењето на ова овца или на незиниот джигер се додека ке мене не се собере 600.000 војници. И навистина од коптите. И навистина не го доврши јадењето на таа овца се додека не се собрале околу него 600.000 војници. Ове јасно укажува дека фараонот бил голем тиранин, насилник и суров владетел. Кога ќе наредил нешто, неговата заповед се извршувала без двоумење поради страхот што го чувствувале луѓето од него. Потоа вели Ибн Каthир рахимехуллах, кога Муса алейхи салам стигна до морето, еден човек од неговите следбеници, кој вели дека неговото име Јуша ибн Нун, му рекол: каде е заповедта на твојот господар? Каде е патот на твојот господар? Па му рекол Муса алейхи салам, покажувајќи кон морето таму: значи нема други пат. Пред ним е море, а за ним е фараонот и неговата војска. Тогаш Јуша ибн Нун го натерал својот коњ да влези во морето, да го барат потот, се додека водата не го прекри. Па се вратил назад и му рекол: о Муса, каде е потот што ти го нареди твојот господар? Се колнам во Аллах, ти не си излажал, ниту пак си бил излажен. Што значи ти, Муса, не говориш лага, ниту пак и Аллах те излажа дека овдека е потот. Овдека се гледа цворстата сигурност на Јуша ибн Нун и цворстиот иман дека сигурно Аллаховата наредба ќе се оствари, иако на прв поглед состојбата изгледа невозможна. И ове многу често се десвит ке Аллаховиве робови,
кога ќе му е тешко, кога ќе имат мусибет, кога ќе му е најтешко и мисли дека нема да имат повеќе излез, тога Аллах Азза ва Джелле му дават лек. И тога Аллах Азза ва Джелле му дават излез. Ова го направил Јуша ибн Нун 3 пати, а потоа Аллах Азза ва Джелле му објави на Муса алейхиссалам: удри со твојот стап по морето, па тој удри и морето се раздели и секој дел од него беше како огромна планина. Потоа Муса алейхиссалам и оние што беа со него поминаа, а фараонот тргна по нив по истиот пат. Па кога тие излегоа, а сите војници влегоа заедно со фараонот, тогаш Аллах Азза ва Джелле го затвори морето на нив, па ги потопи. Зато Аллах субханаху ва таала вели: а фараонот и неговата војска пред ваши очи ги потопивме. И ове е крајот на еден ваков тиранин да биде удаен во вода, во која вода претходно се правеше господар, па му велеше на Муса: зарем не гледаш овие реки кои течат по мојот двор? Па како обожаваш некој други бог освен мене? И ове кулминација на зулум и на охолост. Па беше понижен и уден токму од таа вода. Се споменив да рече дека овија ден кој бил спасен Муса алейхиссалам и неговите следбеници бил денот на Ашура, како што преносви имам Ахмед рахимахуллах од Ибн Аббас радијаллаху анху, кој рекол: кога Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем пристигна во Медина, ги виде евреите како постат на денот Ашура, па ги прашал: кој е овија ден што го постите? Па евреите му рекле: овија е благословен ден. На овија ден Аллах Азза ва Джелле ги спаси Бену Исраил од нивниот непријател, па Муса алейхиссалам го постил овој ден. Тогаш Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем рекол: јас имам поголемо право на Муса од вас, па и самиот го постеше тој ден и им нареди на другите да го постат. Овие курански ајети, овие два курански ајети рече имаат многу користи, но до оваа случка се гледат големината и силата на возвишениот Аллах Азза ва Джел. Оваа вода или теа море, која по својата природа течит и немој да сејт и немој да се спојт, возвишениот Аллах Азза ва Джел нареди да се разделит и да се одделит и да се отворат 12 суви потишта. Зошто? Зашто Бену Исраил, како што знаете, биле 12 племиња. Па Аллах Азза ва Джелле му даде да се отворе 12 суви потишта. И ова е друга снага на возвишениот Аллах Азза ва Джелле. Замислите колку години таа земја е бидена под вода, но само во тие моменти наједнаш постанви цува и ове свето е од снагата и кудретот на возвишениот Аллах Азза ва Джелле. Велит Аллах субхану ва таала: وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى. И ние му објавивме на Муса алейхиссалам: изведи ги ноќе робовите мои и помини ги по сувиот пат низ морето. Не само што му отвори пат, туку и тој пат го направи сув, за да можат да поминат. И не плаши се дека ќе те стигнат или дека ќе се удавиш. Некој браќа од муфесирите споменува дека овие потишта и ова вода која била воздигната измеѓу ними имало и отвори, така што луѓето моеле да се гледаат еден со други, за да не ги обзема стравот и да не се прашуваат каде се моите, каде се нашите фамилии и слично. Исто ове што му се деси ними, браќа, му се деси на овие уммет. Велите Ибн Каthир рахимахуллах или слично. Велите Ибн Каthир рахимахуллах во неговата книга Ел-Бидаја ва Ниһаја дека не постои нити едно муъџиза, нити едно чудо кој му е дадено на некој од поранешните пратеници, а да не му е дадено слично на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем директно нему или на неговиот уммет. Познато дека керамати или чудесни појави му се случува на Аллаховите блиски евли и пријатели. Всушност, овие се знак и доказ за вистинитоста на пратеникот. Кога му се десат вакви работи на евлии или на Аллахови блиски робови? Кога тие се цворсти на Куран и на Суннет. Пошто ќе видите разни работи се десат на дуњава од луѓе кои нема никаква врска со верава, но тоа е заради нивна помош од проклетите шејтани или џинни.
И затоа вели Шейхул Ислам ибн Тајмија рахимахуллах, немој вели да те моми човек што летат во воздух, нити што над вода, све додека не го видиш каков е до Аллаховите граници. Дали ги почитуват Аллаховите граници или не. Ибн Каthир рахимахуллах во ова книга Ал-Бидая ва Ан-Нихая наведи примери за теа дека меѓу луѓето од асхабите и други од војсковоđи имало такви од тие кои оделе над вода. Со Аллахова волја ще поголемо чудо отколку разделувањето на морето од синовите на Бену Исраил. Од тие кои оделе над вода со неговата војска бил Ал-Ала ибн Ал-Хадрами. Ал-Ала ибн Ал-Хадрами. Велит Ибн Каthир рахимахуллах, кога силна жет ги зафатил и биле на работ да загинат, тој застанал, клањал 2 рекати и го замолил на возвишениот Аллах азза ва џелле да му помогне. Тогаш се појавил облак кој се доближил до нив, ги засенил, ги покрил со неговата сенка и почнал да врне дожд. Па тие пиеле, ги напоиле своите животни, ги наполниле садовите со вода, па потоа продолжиле по својот пат. Кога стигнале до море, а тоа било во општинскиот предел на патот кон Бахрейн, како што вели Ибн Каthир рахимахуллах, дознале дека непријателот веќе е известен за нивното доаѓање и дека немало бродови со што да го поминат тоа море. Тогаш рекле војската измеѓу себе, што да правиме? Поминавме долг пат со месеци, а сега да се вратиме назад? Па тогаш рекол Ал-Ала рахимахуллах, о народе, возвишениот Аллах азза ва џел ви даде разни аети на копно. Па зар не може да ви покаже знамение и аети на море? Па велит валлахи, јас сум решен да влезам во ова море. Па застанал и рекол, о море, ти течиш по наредбата на возвишениот Аллах азза ва џел, а ние сме војници на Аллах субханаху ва таала. Па затоа те колниме во името на Аллах азза ва џел, смири се за да можеме да поминиме. Па тогаш морето се смирило, водата се задржала и тие преминале преку него. Велит Ибн Каthир рахимахуллах, нити еден кој не се сопна, ниту на еден војник не му се намокриле нозете. Па тие таке го поминале морето, се судриле со непријателот и извојувале победа со Аллахова дозвола. И вакви керамети и вакви чудни појави имат премногу низ историјата на Аллаховите блиски робови. Но рековме ове кога браќа, кога ќе се цворсти на Кур'ан и Суннет и кога ќе има цворста верба и иман во возвишениот Аллах субханаху ва таала. На крај го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврсти на неговата вера, го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни упати на правиот пат и го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни соедини во џеннетул фирдеус заедно со пратениците, искрените шехидите и со сите добри луѓе. Амин. Ва саллаллаху ва салlam ала набиина Мухаммед ва ала алихи ва сахби аџмаин. Ва саламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуh.